издаваме и службени тајни да вие сте имале сертификат. Јас ви кажав дека за секоја информација која што ја споделувам, ќе кажам и извор. Еве вака. Balkan Energy Group, БЕК производство, нема правен основ да располага со топланите, ова го цитирам. Нема обврска да продолжи со вршењето на дејноста во новата грејна сезона, ниту пак има финансиска можност и кредитна способност за набавка на гориво за производство на топлинска енергија, денеска наведе компанијата. Во соопштение, по информациите дека треба да продолжи да испорачува топлинска енергија во новата грејна сезона до изборот на нов носител на лиценца. Ова го кажавте вие, по вашата изјава излегува компанијата со соопштение. И вели вака: од компанијата наведуваат дека согласно со членот 51 од Законот за енергетика имале законска обврска да продолжат да ја извршуваат дејноста до истекот на рокот од 90 дена за избор на нов вршител на дејноста кој веќе истечен. Понатаму, во овој период посочуваат, БЕК производство продолжи да ја врши дејноста и ги заврши сите неопходни ремонтни активности во топланите, се со цел новиот носител на лиценца да може непречено да ја започне новата грејна сезона. БЕК производство нема правна основа за користење на топланите, бидејќи договорот за закуп е раскинат и новиот собственик на топланите побара примопредавање на истите. Дополнително, компанијата е финансиски неспособна за вршење на дејноста, поради големите загуби остварени во претходната грејна сезона, како резултат на неколкукратно зголемените трошоци за набавка на енергенси и електрична енергија кои не беа покриени со одобрените тарифи од Регулаторната комисија за енергетика. Понатаму, сега ова е многу специфичен дел. Заради овие причини, на 9.6.2022 година, БЕК производство до РКЕ, Регулаторна комисија за енергетика, поднесе барање за престанок на лиценцата се со цел навремено и непречено да се избере нов носител на лиценца за вршење на дејноста производство на топлинска енергија за новата грејна сезона. На 26. Регулаторната комисија донесе решение за престанок на лиценцата на БЕК производство, стои во соопштението. Во врска со договорот за деловно-техничка соработка меѓу БЕК производство и АД Елем, наведуваат дека неговата важност била до 31 март година, односно тој е истечен. Од погоре наведеното, очигледно е дека БЕК производство нема правен основ да располага со топланите, нема обврска да продолжи совршењето на дејноста во новата грејна сезона, ниту пак има финансиска можност и кредитна способност за набавка на гориво за производство на топлинска енергија, велат од БЕК производство. Ова е соопштение од таа компанија која што вие можете до утре да ја лепите етикети, но ова е фактички настан кој што се случи. Тоа е ова што го кажува компанијата. Е сега вака. Дури и да сте вие во право, а не сте, вие требало ова да го антиципирате како потенцијален ризик и наместо да давате изјави дека оваа компанија која што е во девастирана состојба треба да направи нешто што објективно не може да го направи, вие наместо да се препукувате со компанијата, вие требало како заменик претседател на владата, кој што зема плата од даночните обврзници, да се погрижите за граѓаните на Скопје да имаат топлинска енергија која што ќе биде започната во моментот кога ќе треба тоа да се случи. Вие тоа не сте го направили. Неколку пати кажавте толкување. Па се во оваа држава во последниве 5 или 6 години е толкување. Ние велиме дека има енергетска криза, вие велите не, нема. Зошто? Затоа што они така го толкуваат тоа. Точно, перцепција. Ние велиме дека економската ситуација во државата е девастирана, вие толкувате дека не е. Ние велиме дека има инфлација која што е историски висока, вие толкувате дека не е. Ние велиме дека народов едва и сврзува крај со крај, вие толкувате дека не е. Исто така, еве, сега има една изјава, 19 дена имате уште, се разговара и со компаниите, денеска дал изјава премиерот, каде што укажал на тоа дека владата има јасен план за справување со енергетската криза, тоа е во функција на сите капацитети. Изгледа и во овој момент дека и ова е толкување. И првиот работен ден кога стапил како премиер, имало затоплување на градот, и сега работат на снабдување со топлинска енергија, но она што е важно е дека нема договорено решение за парното. Изјава од Димитар Ковачевски. И сега, ова е толкување или не? Ова е толкување или не? Имаме ли ние проблем во оваа држава со доволните количини на храна и цената на храната? Имаме. Вие велите немаме. Тука е суштината, господине вице-премиер, во толкувањето. А знаете ли зошто? Еве се маце ќе излезам од темата и тоа го најавувам и однапред се извинувам ако тоа го направам, затоа што сакам да давам еден поширок контекст и една поширока слика.
Исто како што толкувањето беше кога правевме многу поклучни грешки од оваа која што е сега. Каде што требаше да има бесплатно здравство, каде што и вие лично убедувавте, каде што кажувавте само ова да го направиме и работите ќе се сменат. Во економијата, особено во државничките работи, вие можете да си толкувате во партијата како сакате. Како што во моментов толкувате дека изборите локални кои што се случија посебно во Маврово, во Центар Жупа и во Тетово, дека ја смениле перцепцијата кај граѓаните, ама тоа е толкување. Тоа е во партијата и ние можеме да толкуваме колку сакаме. Но она, во првиот момент кој ќе ви се довари важна државна функција, вие не смеете да толкувате. Вие морате да бидете одговорен, дисциплиниран и сериозен и да ги решавате проблемите на граѓаните како што тоа не го правите во моментов. Не вие како личност, макар и вие комплетно успевате да го надополните тој впечаток, целата влада не успева. 19 дена до почетокот на грејната сезона, Ковачевски кажува дека немате договорено решение. И да го договорите решението, ќе го договорите по цени кои што ќе ги плати овој народ. Ама нема да ги договорите по цените кои што ако претедна година бевте одговорни, или ако успеевте да го складирате гасот во Унгарија и во Австрија, па потоа преку гасовод да го доставите до Бугарија, Бугарија да не осапеше од нивните резерви по договорена цена, а тие резерви кои што ние сме ги платиле, да бидат за користење за потребите на Република Бугарија, тогаш ќе паѓавме по ниска цена. А сега Ковачевски да не убедува и да ни кажува, јас кога станав премиер првиот ден, тогаш го реши проблемот со парното грејење и сега дека тој ќе го решил. За кој перформанси ние да му веруваме? Ама битно, зборот кој што се користи е толкување. Понатаму, вие кажувавте тука деловни тајни, јас ги знам дека сум вице-премиер, вие од кај ги знаете? Тоа е уште еден клучен проблем кој што мене најсериозно ме загрижува. Ако имате вие вице-премиер, задолжен за економски политики, координација помеѓу економските сектори, и ако не ги читат дневните соопштенија од најсериозните компании, тогаш ние имаме во оваа држава посериозен проблем од колку што се надевам. И зошто тоа така не изгледа? Затоа што вие од владата толкуваат, а работите си врват по инерција. Наместо како одговорна влада, еве повторно ќе дадам еден пример. Ќе го дадам примерот на претседателот на Република Србија, со онаа табла каде што објаснуваше со какви проблеми ќе се соочиме зимава. И исто сценарио како што беше за вакцините, како што молевме, како што коленичевме, па со она фрижидерче кое што го дава на границата и после со колоната возила, сега ќе биде уште пострашно. Сега ќе биде уште пострашно. Зошто? Затоа што премиерот, вице-премиерот, се извинувам, се чуди од каде ние ги знаеме информациите, па тука дели епитети ваши и наши, нема ваши и наши. Еве има Макпетрол издадено соопштение. Вие тоа можете да го прочитате. Затоа што вие сте задолжен тоа да го правите. Затоа што земате плата тоа да го правите. Затоа што таа компанија, без разлика на моето лично мислење кон нејзе, е една од најсериозните контрибутори во економско-деловниот систем или во сфера на држава. Затоа што не сте го прочитале соопштението на Адора, уште една компанија која што е сериозен контрибутор во економијата во државата. И тоа без разлика на моето лично мислење за таа компанија. Тоа е факт. И вие тие треба факти да ги гледате, да ги читате тие сериозни работи. Не знам дали имате вие кабинети, некој ви ги дава на дневна основа, затоа што информацијата, особено во ваквите сектори, значи многу. И е несериозно тука ние да разменуваме такви работи, односно такви размислувања од каде ви се на вас информациите. Па има тука агрегатори на вести. Па уклучете ги, ќе видите. Од таму ни се на нас информациите. И ете да сумирам, да не должам повеќе, на 19 дена пред официјалниот почеток на грејната сезона, односно на 4 дена пред неформалниот почеток на истата, во услови кога температурите се многу пониски од тоа што сме го размислували, ние денеска тука разговараме за кризна состојба, ние се убедуваме во едно, од владата не убедуваат во друго и стигна најголем демантот, тој што не повикан од премиерот, дека во моментов нема договорено решение за топлинската енергија. И кога ќе го има, ќе биде по цени кои што се многу повисоки, а кој ќе ги плати нормално, кој друг освен народот на Република Македонија или во овој случај жителите на град Скопје. И ете таму ќе заминат 300 во овој момент, би рекол предвидени милиони евра, односно 2 автопати или 3 зависност од тоа колку ќе бидат, каква е трасата или колку се долги тие проекти. И затоа во држава нема да има проекти, затоа во држава нема да се градат автопати, затоа што овие кои што се најповикани да се грижат и да се условно кажано
да испорачуваат за да не влегуваме ние од криза во криза и од криза во криза, не си ја вршат работата и влегуваме од една во друга ситуација која што на крајот од денот ја плаќаат граѓаните. Благодарам. Благодарам. За реплика е пријавена пратеничката